ЗАЕВ побара помош за предизборно коалицирање за локални избори. Но дали соработката ќе биде плодна или може да ја разнича и унака слабата влада? Изборот со која партија ЗАЕВ ќе се договори, можеби ќе биде пресуден за понатамошното негово владење. Особено ако се знае фактот дека принудениот политички брак на Беса и Дуи не секогаш функционирал гладко. Ниту од движењето на Касами, ниту пак од партијата на Ахмети засега не кажуваат јавно дали ќе соработуваат со СДСМ. Се поизвестно е дека ЗАЕВ ќе извиси за поддршка, барем за првиот круг на локалните. Особено ако се земе предвид изјавата од Дуи дека засега не се разговара да коалицираат со некоја партија. Оти како што велат, според нивните анкети, тие како партија се фаворити во општините каде има албанско население. Од друга страна пак, од Беса вела дека има разговори за коалиција, но се уште е рано, дека можеби нема да соработуваат со СДСМ, барем во првиот круг, наговестува информацијата која ја доби Алфа од извори во движењето, дека веќе речиси се договорени кандидатите кои ќе представуваат Беса во Чаири Гостивар, односно Ридван Бајрами и Фадил Зендели. Дали ЗАЕВ ќе побара поддршка во втор круг од Дуи или Беса, за сега не се знае. Иако премиерот пред неколку дена упати порека за предизборни и постизборни коалиции со албанските партии. Се уште не се знае исходот, од кого ќе ја добие помошта и како таа ќе влијае и на онака слабото владеачко мнозинство. Беса и Дуи речиси никогаш не биле во добри односи. Кога ЗАЕВ во 2020 година ја потпиша соработката со Касами за парламентарните избори, од Дуи реагираа дека биле разочарани, оти таа коалиција ги дефакторизирала албанските гласови, но и улогата на Охридскиот договор и Бадентеровиот принцип.